како се создаваа успешни бизниси преку лажни идентитети. Ние ги откриваме имињата на оние кои стојат зад криминалот и корупцијата. Субвенции, јавни набавки, тендери, како и кому се делеа. Македонија не е во приватност на индивидуи. Откриваме се што се случува зад ваш грб. Нема заштита за локалните шерифи кои станаа бизнисмени. Бараме одговорност од најмокните за најмалку заштитените. Одговорите во Македонски инсайдер. Стартуваме од 15 јануари 2019 година. Бидете со 1TV. Секој успех заслужува внимание, а секој пораз критика, дебати, анализи, интервјуа. Сите најважни спортски случувања како од домашната, така и од меѓународната спортска сцена. Што остави длабок печат, а што допрва не очекува. За најверната публика и недобрите типувачи следуваат награди. Спорт 1, вашиот број 1 спортски информатор само на 1TV. Секој петок 21 часот. Владење на правото и функционална правна држава, реалност или утопија? Ќе успее ли државата да направи сериозни реформи во правосудството или пак ќе продолжи со селективна правда и неказненост? Гледајте Правда и неправда секој вторник во 21 часот. Со мене Гордана Дувњак. Та не дека криеме нешто. Не. Председателот постапува со пошироко толкување на уставот, има апсолутно право за тоа. Да, точно така. И тама работа да нема. Секоја среда со мене Сашо Ордановски во Печат на неделата заедно со моите гости да ставиме печат на настаните. Денеска во ексклузив. Нападната екипата на ексклузив од хистеричната асистентка на Елена Ристевска. Ексклузивно ги дознавате сите детали од настанот. Зоран Василевски, гостин во студио. Зашто ме снимаш мене? Ние фрли капата, ова ми го фрли, јас скрши камерата и тоа е тоа. 1TV го тепаше Сител. Со оваква екипа, со оваков капитен као Стефан, не беше тешко. Гледајте ексклузив. 18:15 часот на 1TV. Вечерва во Лица ќе гледате. Кој е Лука Максимович Бели, измислениот лик кој беше најексцентричниот председателски кандидат на Србија? Па Лука е еден обичен момак из Младеновца, момак кој се бави музиком. Ми сме можда меѓу првим јутјуберима били у Младеновцу, снимали сме те неке скечеве. Како актуелните српски политичари реагираа на него? Па нормално да нису среќни, jer 30 година су на сцени, ради шта им се ради и онда се одједном појави нека дечурлија из Младеновца која им упропасти игру. А целата кампања на Бели е обична игра на сатирична герила. Све оно што обично политичари обеќаваат, само што сме ми то мало надоградили. Бели докажа дека со луѓето лесно се манипулира. Чак и кроз ту сатиру, и чак со неке баке, коментарисале овој мукица, овој ми се го оставили испред врата. И то говори о томе, уствари, да како се може манипулисати. И тогаш, кога после првиот круг од изборите завршува на второто место, нештата стануваат сериозни. Па ме онда ухвати, па размишлям, па маштам како ќе ово, како ќе оно, ја. Бели, проект или феномен? Нису препознали заправо тај феномен и шта смо ми створили и шта ми представљамо. Лица, 21 часот. Се враќаме назад во студиото и со нас е нашиот редовен прогнозер, кој што многу ретко греши или речиси никогаш, Славчо Поповски. Славчо, здраво. Здраво и живо. Што е она што не очекува овие денови? Времето е променливо, непроменливо? Актуелно е, значи тоа што текот на доцна попладнево и вечерва,
од запад и југозапад доаѓаат поинтензивни врнежи од снег, кои ќе се прошират во текот на ноќта и во насекаде низ државата и ќе условат формирање на снежна покривка на повеќе места и тоа на пониските места од 5 до 10 сантими, а локално може и повеќе, претежно на запад и на југ, додека на повисоките места и на планините истата ќе се зголеми за 20 на сантиметри па и за повеќе. Ова се пресликува од она што го имаме во соседството, снег. Па точно така, со тоа што кај нас ќе има нешто помала снежна покривка, но добро е граѓаните да бидат крајно предпазливи вечерва и утре, поради ниските температури ќе има појава на голомразица, особено да бидат внимателни возачите, особено доколку поминуваат низ планинските превои. Поради ветерот кој го очекуваме особено утре, кој ќе биде умерен до засилен интензитет од северен правец, ќе има појава на снежни наноси, особено на повисоките места и на планините. Како излегуваш на крај со луѓето кои што ти пишуваат приватни пораки на твоите профили на социјалните мрежи? Знам дека добиваш често. Да, секојдневно, може и по 2-30 пораки, може и повеќе во вакви ситуации, повеќе. Не можам на сите да им вратам, во помал дел им враќам, но повеќето ги одбивам. Затоа почитувани, така? Затоа почитувани, еве, Славчо Поповски, речи си секојдневно е гостин во студиото, или ако не е, тогаш секако неговите прогнози ќе ги најдете на 1tv.mk и секако во редовно издание за време на програмата, така што ти не мора многу лични пораки да добиваш, бидејќи ти својата прогноза ја објавуваш јавно, сите може да се информираат за тоа. Уште да напоменеме дека утрата во среда и во четврток ќе бидат многу студени, кога минималните температури на секаде ќе се спуштаат под нулата, односно ќе се движат од -10 до -2, а на повисоките места и на планините ќе паѓаат и под -10 степени, значи ќе биде многу студено. Славчо, до кога би можело да очекуваме вакво време, односно да имаме вакво време? Само овие денови или? Па до утре некаде ќе потрае овој бран. Веќе од среда очекуваме разведрување, па следните неколку дена ќе имаме претежно стабилно и суво време, додека во петок очекуваме сосема слаби локални врнежи од дожд и од снег. Меѓутоа се уште ниски температури под нулата. Да, но од петок очекуваме нешто потопло време, повисоки утрински и дневни температури. А може ли да се прогнозира дали би можеле да имаме зими како изминативе години? Ние сме имале примери кога знаело да иде и -15 температура. Точно, и многу повеќе. И многу и -20 сме имале ситуација. Тоа не може што е нетипично нели баш за овој регион. Не може тоа да се предвиди например на долгорочна прогноза. Тоа се следи на оние краткорочни прогнози, значи кои ние ги издаваме. И не може тоа да се предвиди на долгорочен план, како се. Али сепак треба да се очекува ладна зима? Да. Па очекуваме постудена зима и поврнежлива, особено како што напоменавме во јануар и во февруар. Значи ова споредено со ланската, можеби малку постудена. Така некако, да. Добро. Јас мислам дека тоа е тоа за сега. Со нови информации може да не следат на нашиот сајт. Секако да, како што неколку пати најавивме, Славчо е тука почитувани да ве информира прецизно за секако временската состојба и што да очекувате. Тоа беше накратко. А мене ми се допаѓа што е поборник на она дека стварно не може да се прогнозира како што велат наредниот месец ќе биде толку температурата, толку ладен. Не, стрикно вели Славчо. Наредните 3 дена најпрецизно кој што можеме да кажам. Таа е најпрецизна прогноза. Се е друго спекулации. Славчо, фала ти уште еднаш за твоето време во студиото. Благодарам на вас. Така, кратка пауза и се враќаме со една така подетална анализа за случувањата во светот, но и на Балканот.
Денеска во ексклузив. Нападната екипата на ексклузив од хистеричната асистентка на Елена Ристевска. Ексклузивно ги дознавате сите детали од настанот. Зоран Василевски, гостин во студио. Зашто ме снимаш мене? Ние фрли капата, ова ми го фрли, јас скрши камерата и тоа е тоа. Еден ТВ го тепаше сител.